Инаку, овие контролори за мене се херои. И тоа го кажав кога се спротивставија на партиските вработувања во МНАВ и кога беше претходната власт. Затоа што овој синдикат успеа тогашка да спречи партизација и политизација на МНАВ како институција која што се грижи за меѓународниот авиосообраќај у држава. Тие позиции кои што ги имаат овие авиоконтролори се исклучително важни и може да бидат многу опасни по животот и здравјето на стотици и илјадници луѓе. Овие се луѓето што се бореа против тие што правеа проблеми у МНАВ. И сега повторно се борат затоа што сакаат да вработат десетици, ако не стотина, луѓе со средно образование во МНАВ со плата од 60 до 90.000 денари, додека ова предпријатие кубури со контролори на лет. И се овие луѓе бараат да се вработат нови професионални контролори за летање, а владата на ВМРО ДПМН овој пат, Влен и Знам, вработува советници со плати од 60 до 90.000 денари. Значи истото, потполно истото. Значи нема грам разлика од тоа како СДСМ владееше и дуи претходно. Се закануваат оние кои што правеа упат и кои што тепа. Сега немаат внимание и не се толку силни да тепат и тоа е. Овие што протестираат се тепаните. Баш ка тие што се тепаа не беа контролори, тие беа администрација. Тие се увлен и сега се со изедмеджит. Овие уствари што сега да штрajкуваат и тогаш штрајкуваа. Да. Треба да вдомите сега пред избори неписмењаци за да им даете МНАВ најголеми плати.